Со бојкотот на претседателските избори на Демократската унија за интеграција ме бојкотираат и мене, единствениот албански кандидат за претседател. Ова го изјави вчера Илијас Халими на централниот митинг на ДПА во Слатино. Тој потенцира дека сека како поддршка на нивната партија излегуваат повеќе граѓани кои сакаат повторно ДПА да биде дел од новата влада. Нашите политички опоненти излегоа со став да не гласаат и да ги бојкотираат претседателските избори, со што ме бојкотираат и мене. Ова не е добро и на оваа одлука на ДУИ реагираа и Европската унија и САД, бидејќи на граѓаните не треба да им се забранува, туку тие треба да бидат слободни и да гласаат. Ако ја добијам вашата поддршка, многу лесно ќе влезам во вториот круг на изборите, а доколку победам на изборите ќе водам многу поинаква политика од сите досегашни председатели. Јас ќе бидам председател на сите албанци, но и на сите други граѓани во Македонија и максимално ќе се ангажирам за еднаквост на сите и на сите полиња, без разлика на политичка, економска или друга припадност. Јас сум имал добра и политичка и професионална кариера, бидејќи како професор имам образувано 18 генерации ученици, а луѓето ме познаваат и во моите 60 години што неодамна ги наполнив, на никого лошо не му имам направено. Сум бил и подпредседател на Собранието, а за 16 месеци како заменик министер за одбрана имам вработено 720 луѓе во Арама на разни места и другите кадри на ДПА работеа на овој начин додека бев во владата и затоа сега имаме голем одзив од граѓаните кои сакаат повторно ние да учествуваме во власта. Демократската партија на албанците ќе продолжи да функционира во насока на потсетување на досегашните коалициони партнери за она што го ветија, а не успеа да го направат изминативе 6 години. Излегуваме со Илијас Халими како кандидат за тоа што сакаме да го зачуваме образот на сите албанци во земјава, истакна лидерот на партијата Мендух Тачи. Сакам со вас да споделам сериозна анализа на состојбите без партиска, туку со национална боја. Сите велат за нас дека ДПА и Тачи се добри, но 17 години се во опозиција. Но јас ќе ве прашам како име на албанците за ова време. Дуи изгубија една деценија, велат Нечин и Иванов, и станаа патриоти, а седат во владата и ги помагаат сите владини политики, па бараа консензуален кандидат, па кога тоа не им успеа, не излегуваат на избори. Ние не правиме пазари со гласовите на албанците, туку политички договори кои се отворени и во согласност со нашата програма и платформа. Претходно представниците на ДПА одржаа повеќе средби со жителите на населените места во општина Теарце.